Навреди, клевети, обвинувања, вулгарности, тоа е секојдневие на социјалните мрежи. Деновиве бевме сведоци на разни закани и навредувања кон двете новинарки, Мери Ордановска и Искра Коровешовска. Случајот, како што знаеме, е пријавен во МВР. Кој е вашиот коментар за ова? Па, мислам дека коментарот не може да биде помалку тоа дека е недозволиво и непримерно вакво нешто да се случува и дека треба да се застане на патот на било која навреда, клевет или било кое загрозување на професијата, работата, личноста, која што новинарите и воопшто медиумските работници ја вршат. Она што е проблем е што со децении наназад се случуваат вакви или слични работи, кои што ги загрозуваат правата, ги загрозуваат можностите, загрозуваат професијата која што новинарите и воопшто медиумските работници ја вршат. И тоа е недозволиво, бидејќи како да забораваме дека степенот на демократија во една земја се мери во голема мера според тоа каков е односот кон медиумите, каков е односот кон новинарите и воопшто како е медиумската слобода. Меѓутоа, во една ситуација во која што многу често политичките партии низ децениите лесно се осмелуваат или лесно посегнуваат по тоа да користат квалификации разни за новинарите и медиумите, независно од која природа, а институциите многу споро или речиси никогаш не реагираат, значи води кон ова состојба која што ни се случува. Дефинитивно не сме и не може да има оправдување за било какво негативно однесување кон медиумите. Новинарите и медиумските работници мора слободно да вршат својата професија, мора да се има почит кон тоа што се прави, заради тоа што ако сакаме да изградиме и демократско, и напредно, и развиено општество, инклузивно општество, без медиумите такво нешто нема да биде можно. Втората работа, медиумите се многу важни, особено денеска, и особено во борбата со лажните вести, заради тоа што токму медиумите се тие кои што ќе придонесат и веќе придонесуваат и помагаат да се препознае што е она кое што е лажно, а што е она што е вистинско, и очекувам многу повеќе тоа да биде во иднина така. Обвинувања за разни обструкции, за непознавање на законите, обвинувања за антисемитизам. Тоа е она што ги одбележува првите денови во оваа техничка влада. Како вие ги оценувате овие состојби? Дали всушност можеби се еден вид на почеток на еден турбулентен период исполнет со ширење на дезинформации, на лажни вести, политичка пропаганда? Па ниту ние не сме имуни на она што се нарекува континуирана кампања, која што секаде во светот се води. Значи од завршувањето на одредени избори почнува кампањата за наредните избори, и тоа е секаде пракса во демократскиот свет, и тоа е, да речем, придобивката од плурализмот и од демократијата. Меѓутоа, она што го гледавме изминатава недела или изминативе десетина дена, навистина станува збор за нешто кое што е непријатно да се следи, да се слуша, заради тоа што секој ден одредена групација е жртва, нападната и навистина навлегува во конфликт кој што не е во делот на демократската природа, не е во делот на дебатата, не е во делот на здравиот развој, туку е во делот на дискриминацијата, во делот на навредите и така натаму и така натаму. Јас би сакал овие денови да го свртам вниманието ве например кон два случаи или два примери. Нити на председателот Трамп и на во онаа битка која што ја има за импичментот, или пак во секојдневните преговори со демократите, особено со Пелоси го има. Е лесно да се биде во нечии чевли, лесно е да се биде во тие преговори, разговори, ниту пак на премиерите на Велика Британија изминативе години им беше лесно да бидат во своите чевли, а додека го преговараат Брекзит, губат, добиваат избори, се менуваат од власт и така натаму. Меѓутоа тоа е политиката. Кога влегувате во рингот, навистина мора да се борите меѓутоа со легитимни демократски средства. Сето на кое што е навреда, кое што е дискриминација, сето на кое што ги разединува, ги двои луѓето, прави проблем. И навистина политиката тука игра сериозно влијание, сериозна улога. Не можете да очекувате во ситуација во која што политичките партии, нивните лидери, лидерства, министрите, не ще да зборови едни за други и користат индиректно или директно одредени навреди, не можете да очекувате дека дел од граѓаните и следбениците во партиите тоа нема да го следат. Затоа, потребно е од овој модел кој што втор пат го имаме во нашата земја на преодна влада, или да изградиме модел кој што ќе го извезуваме и продаваме во светот како нешто што е успешно, или да размислиме да го редефинираме или укинеме. Кои се вашите очекувања за време на оваа предизборна кампања?
Сметате ли можеби дека може да ескалира бројот на лажните вести, бројот на дезинформации, може ли да има ширење на говор на омраза? Сето тоа зависи пред од стратегиите кои што политичките партии и нивните штабови ќе ги направат. Тоа е клучното и нивните PR тимови мора навистина да водат грижа. Она што загрижува изминатите, ајде да кажеме години, можеби деценија, е тоа што многу споро или многу слабо ги применуваме новитетите кои што се случуваат во кампањите и се добри заради тоа што се трудат да адресираат многу повеќе луѓе да ги вклучат во кампањата. Ние се уште се водиме по оние стари начини на функционирање и на одмерување на физичките сили. Значи, кој е физички појак, кој повеќе вика, кој повеќе зборува. Тоа не е комуникација, особено не е добра комуникација во 21. век. Политичките партии во своите програми мора да внесат платформи со кои што ќе ги обединуваат луѓето, а не само да покажуваат зошто противникот не смее да остане или не смее да дојде на власт. Легитимно е да кажете зошто сметате дека вашиот политички противник има одредена слабост, која што ќе ги натера можеби гласачите да не гласаат за него. Но во исто време клучно е да кажете зошто треба да гласаат за вас. Клучно е да образложите кои се вашите визии, која е вашата програма, кои се вашите потези кои што ќе ги влечете кога ќе дојдете на власт. Тоа е добра комуникацијска порака, тоа е добра кампања. Ако така се постават работите, ако така политичките партии и нивните PR тимови ги постават кампањските денови, може да се очекува дел од граѓаните полека да се враќаат и со многу поголем интерес да ги слушаат политичките дебати и кампањи и да навистина да се одлучат зошто ќе гласаат за некого, а не зошто нема да поддржат некого. Како да се реши проблемот со лажните вести во нашето општество, односно како треба институциите да реагираат од една страна, а како ние граѓаните да реагираме од друга? Ајде да почнеме со институциите, бидејќи секогаш работите почнуваат од онаму каде што има повеќе моќ и повеќе можност да се менуваат брзо работите. А институциите е потребно повеќе од било кога да разберат дека најдобрата борба со лажните вести или со дезинформациите во конкретните случаи е транспарентноста и отвореноста. Ако сакаме да се збориме против лажните вести како институции, кои што се институции на сите и на граѓаните, кои што ги плаќаат преку доноците на компаниите, значи сите ние кои што ги плаќаме нив, ако сакаме да се избориме против лажните вести како институции, тогаш мора навистина да имаме неселективна транспарентност. Мора постојано, ден во ден, да ја унапредуваме транспарентноста и пристапот до информациите. Дури не треба да чекаме некој да ни постави прашање за одреден податок, за одредено трошење, за одреден наш план. Треба да се грижиме во денешно време на дигитализација колку што е можно поголем број на информации да бидат достапни онлайн. Бидејќи знаете како електронските, дали се веб страни, било кои други платформи не знаат за работно време. На крајот на грешите и навиките на граѓаните, на медиумите немаат денеска класична работно време, особено не на медиумите. Тоа никогаш немало класична работно време. Значи, ако информациите се достапни постојано и секаде, ако се достапни во реално време веднаш, многу полесно ќе биде да се справиме ние со лажните вести, тоа едното. И второто, ако сакаме како институции да се справиме со лажните вести, тогаш мораме да редефинираме што значат служби за односи со јавност. Ако порано службите за односи со јавност во една институција биле оние кои што биле пишувачи на соопштенија, на говори, оние кои што правеле прес-клипинзи и така натаму, денеска покрај тоа, институциите, односно секторите за односи со јавност мора да имаат и да изградат вештини како да се справат со лажните вести. Мора да бидат спремни веднаш во реално време да одговорат на одредени информации кои што се пласираат во јавноста, некогаш намерно, но некогаш и од незнаење, но кои што можат за многу кратко време, особено преку социјалните медиуми, да направат паника, страв, меѓутоа и да направат сериозни погрешни размислувања, односно тези базирани на неточни или лажни информации. Тоа е едното. Како граѓани не можеме секако да избегнеме исто така одговорност, мораме да размислуваме критички, колку и да денеска е динамично времето, од друга страна интернетот е океан кој што ни нуди многу информации. Значи, ако немаме многу време
Интернетот ни помага во микросекунда или во неколку секунди да пребараме било што не треба и критички да размислиме што е на во кое што веруваме, што е на што не изгледа точно, а што е на што е лажно. Така што како личности треба да вложуваме во себе, во медиумската писменост, во информатичката писменост, компјутерската писменост и секако да се вклучуваме колку што е можно повеќе со критичко размислување за да носиме личен суд и став. Кој ги креира лажните вести? Да, тоа е прашање за неколку милиони долари, нели? Лажните вести може да се креираат во зависност од тоа каков тип на лажна вест има, од различни центри, може да се креира од различни индивидуи, во зависност од намерата може да бидат намерно искреирани со цел да наштетат, а може да бидат и направени од незнаење или со умисла од некој од нас дека прави нешто добро со цел да се заштити или да ги заштити своите блиски. Така што лажните вести постојат, дел од професионалните организации во нашата земја и во меѓународни рамки, сакаат да го избегнат тој термин, реферирајќи на тоа дека информација или вести е нешто што е точно проверено. Меѓутоа, ајде да речеме, лажните информации се креираат и постојат од различни центри кои што треба секој пат да се провери во зависност од ситуацијата зошто и кој ги прави. Која е разлика меѓу лажните вести и дезинформации? Тука веќе доаѓаме до поделбата. Всушност, кога говориме за лажните вести, можеме да говориме за три типа подтипови на лажни вести. Тоа се дезинформациите, тоа се мисинформациите и малинформациите. Значи, кога говориме за дезинформациите, говориме за намерно креирање на лажни вести од одредена групација, центар, луѓе и така натаму, кои што свесно се сака да се наштети на одредена институција, група, личност и така натаму. Кога говориме за мисинформација, исто така говориме за лажна вест, неточна информација, меѓутоа која што ненамерно се шири. Кога говориме за мала информација, говориме за точна вест или извадок од некоја точна информација, вестината, која што ја шириме намерно со цел да наштетиме некоја група, организација, институција и така натаму и така натаму. Значи многу е важно, затоа велев и во претходното прашање, претходниот одговор, дека многу е важно да знаеме за каков тип на информација станува збор. Постојат центри кои што свесно и намерно ги креираат лажните вести, со цел да наштетат на демократските процеси, наштетат на разни изборни процеси, се што е поврзано со демократијата. Тоа е нешто против кое што сите држави, барем западни држави, се борат и на национално, меѓутоа и на светско ниво. Меѓутоа, постои нешто кое што кај нас како граѓани се јавува и тоа е од незнаење или ненамерно ширење на вест која што ја сметаме дека е точна, но всушност става збор за лажна и тука помагаме да веста се прошири да направи штета. Затоа говориме за борба синхронизирана на институциите, кои што мора да бидат вистински неселективно транспарентни, говориме за борба во која што се вклучени и медиумите, кои што имаат огромна улога, заради тоа што тие ги проверуваат не само фактите, туку и самите медиуми всушност се главниот сојузник и градач на доверба кај публиката за нешто дали е вистински или лажно, и секако тука се институциите и граѓаните, кои што мора да развиваат критичност, мора да се развива медиумската писменост и мора да се развиваат механизми кои што секој од нас индивидуално ќе ги препозна и ќе се избори. Значи станува збор за спрега во која што треба да бидат сите фактори вклучени со цел да се постигне максимален ефект. Какво влијание имаат лажните вести врз граѓаните и како граѓаните да ги препознаат лажните вести, односно како тие да станат имуни на ширење на политичка пропаганда и на манипулирање воедно? Ако реално разговараме сега или ако реално ги поставиме работите, ќе видиме дека граѓаните во ова динамично време, полно со неточни информации, а многу често и лажни вести, реагираат така што се оттргнуваат и бегаат. Се поголем број на граѓани во денешно време, не чувствувајќи се комфортно во просторот на препукување помеѓу политичките партии, на обвинување едни со други за ширење на лажни вести, граѓаните избираат да се оттргнат и едноставно да ги исфрлат тие теми од пречестото гледање, да се детоксифицираат, народски кажам. Тоа е исправно, меѓутоа тоа на долг рок, доколку политичките партии не се променат, ќе донесе голема апатија и голема неинформираност за дневната и другата политика која што секојдневно ни се случува, што ќе биде уште поголема плодна почва за ширење на лажни вести и дезинформации. Апелирам, замолувам, барам
особено од политичките партии, во пресред на кампањата, да разберат дека мора на здрави основи да се постави кампањата. Дека мора кампањите да бидат комуникацијски поставени на начин што ќе ги обединуваат граѓаните за одредена идеја, за одреден концепт, за одредени сетови на мерки кои што политичките партии ги предлагаат со цел да дојдат на власт или останат на власт. Само на тој начин ќе може да се создаде безбедна околина, безбедна средина во која што граѓаните ќе сакаат да разговараат, да се вклучат како граѓани и да придонесат, заради тоа што битката на крајот на криштата политичките партии не ја прават за да се пресметаат меѓу себе, туку за да успеат да ја освојат или задржат власта и во исто време да направат конкретни промени во општеството со цел да одиме напред. Така што, ако можам да резимирам, сметам дека пред се ќе зависи од нив, пред се ќе зависи од политичките партии, пред се ќе зависи од степенот на менување на комуникацијската култура која што се има, затоа што, знаете како изговори нема. Може би пред 20, пред 30, па дури пред 10 години, оваа политичка комуникација била својствена, меѓутоа денеска времето е сменето и денеска мора да очекуваме напредок и инклузивност. Да не ги губиме граѓаните, да не ги губиме гласачите, да не ги водиме кон апатија, напротив да ги обединуваме за идеите. Не треба сите исто да размислуваме, напротив, секој од нас треба да има свој став, меѓутоа да биде базиран на дебата и различно мислење, не на клевети, не на навреди, не на лажни вести. Фала ви многу. Благодарам и на вас.